Овака генерално дистрибутивниот систем за снабдување со електрична енергија е стабилен. Во главном има помали проблеми. На високо напонско ниво нема никакви проблеми во снабдувањето со електрична енергија. Проблеми одредени во снабдувањето се јавуваат на ниско напонско ниво и најчесто тоа се руралните средини или населените места во планинските предели. Градовите се мирни, стабилно е снабдувањето. Има одредени проблеми на ниско напонско ниво, како што се горење на осигурувачи или на некои места оштетени бандери од силниот ветер и скинати проводници. Екипите работат постојано се на терен. Не можеме да кажуваме населени места затоа што во овој момент веќе некои од нив се санирани и веднаш се пуштени повторно под напон. Што значи екипите како се на терен, како го расчистуваат дефектот, како го санираат дефектот, веднаш ги пуштаат овие населени места под напон. Проблемите, реков, се во микросредините, оному каде што може да се јават одредени оптоварувања, горење на осигурувачи. Двојно се зголемени екипите, постојано се на терен, целата механизација, сите човечки ресурси и целата механизација на терен. Стигнуваме и до најоддалечените места, онаму каде што може би со возила специализирани се зима и не може да се стигне, но со санките кои веќе од минатата година ги користиме за отстранување на дефекти на највисоките планински места, стигнуваме и таму и до 20 жители да има тројца, онаму каде што има проблеми, нема доволно електрична енергија. Екипите со моторни санки се упатуваат за да ги расчистат овие дефекти. Очекуваме, значи, бидејќи се празници и скоро сите сме дома, подготвуваме бадникова вечера, да се зголеми потрошувачката на електрична енергија. Од утринава веќе за неколку проценти е таа зголемена. Очекуваме да се зголеми и за некои 10% од она што е вообичаено. Затоа апелираме на разумно користење, бидејќи температурите се многу ниски, чим тие ваѓаат многу ниско, тогаш потрошувачката расте. Треба да се затоплуваат домовите, тоа не може да не се прави во ова време и при ваков студ, но тоа да биде на начин на кој навистина ќе биде рационален. Не мора веднаш вклучување на сите апарати кои влечат по големо количество на електрична енергија. Сето ова е со цел да не го оптовариме системот толку многу да предизвика падови во напонот и да предизвика одредени дефекти. Остануваат, значи, проблемите кои ги очекуваме, можни се, при изголемена потрошувачка, но оние места каде што немаат соодветна енергетска согласност, корисниците имаат помал капацитет пријавено, користат многу повеќе, но оние места каде што имаме кражби, но тоа е она што текомно го решаваме и постојано работиме на тоа. За сега имавме мал проблем со далеководот кој се снабдува дел од Велес. Таму имаше силен ветер и она што го најавувавме како тежок снег кој може да ги кине проводниците, тоа и се случи, но екипите се таму, веќе 80% од населените места се под напон, нормализирано е снабдувањето, остануваат уште тие 10-15% да бидат вклучени под напон. Генерално, значи, состојбата е стабилна, во главном проблемите се во планинските делови и во некои рурални средини.